100 godini podelena, 100 godini odrodena, stoletije raspetije. Kragoj oskvernaveni, krstoj iskriveni, groblja srasnati na znajni i neznajni, sveći dopolu izgoreni, od vetroj izgasnati. O zemljo kazena, nedogazena, o Makedonijo, pejana, nedopejana, plači, plači, solzite krv se storija, niz reki istekla, dušmani zamina, ama i ostana, da ne jadat, da ne tolčat, samo Gospod ozgora ne dava, sona se, ќе не крепи, рака Исусова ќе не избави. Годинава Македонија се подсетува на македонското распитие. Трагичното распарчување на Македонија со Бугарешкиот договор се подсетува на Илинденското востание и загинувањето на големиот Гоце Делчев, како и на херојската акција на гимиџиите во Солун, но се подсетува и на формирањето на ВМРО во Солун 1893 година, на Смилевскиот конгрес, како и на Асном и референдумот од 1991 година, кои остануваат како темелник на самостојна и суверена Република Македонија. Настани кои никогаш не треба да се заборават, а најлесно може да се сочуваат како на друг начин, ако не преку песна. И токму така, Македонија ќе се подсети на сите овие историски настани македонски херои и преку двојното CD Вруток на слободата во издание на фестивалот на ново родолюбиви патриотски песни Гоцефест. На CD-то се наоѓаат 31 песна, сите посветени на значајните годишнини кои се одбележуваат во Република Македонија. 110 години од Илинденското востание и загинувањето на Гоце Делчев, како и херојската акција на гимиџиите во Солун, 120 години од формирањето на ВМРО, 100 години од трагичната поделба на Македонија со Бугарешкиот договор. На овој свет храм, посветен на нашиот Спасител Господ Исус Христос и покрај светите мошти на нашиот апостол Гоце Делчев, денеска ние собрани вака ја славиме нашата револуционерна песна, ја славиме нашата историја, го славиме нашето име, името на нашата татковина Македонија. Во животот на нашиот народ песната од секогаш имала важно место, особено во тие тешки времења, во тие времења на робство и револуционерни превирања. Тогаш на нашиот народ песната му била и химна и молитва, зашто, како што запишал Кочо Рацин, таа не стигнувала до разумот, удирала директно во срцето од кое што излегла. Кочо Рацин уште има запишано дека сето она што во животот не можело слободно да се каже, сето она што било забрането, што морало да се премолчи, да се крие длабоко во срцето, сето тоа е излеано во народната песна. Нашиот народ низ вековите многу нешто не смеел да каже. Многу нешто морал да крие, да таи длабоко во душата и затоа нашата песна е толку убава, толку богата и со мотиви, и со содржини, и со слики, и со музички решенија. Затоа и како текст, и како мелодија, нашата песна стои на исто рамниште со најзначајните светски остварувања и во поезијата и во музиката. Еден антички филозоф од 3-тиот век по име Тинторис има речено дека целта на музиката е да го возбудува Бога, да го прогонува ѓаволот, да лечи болни и да иницира љубов. Нашата народна песна на најдобар начин тоа го правела низ вековите, затоа што со таа песна се живеело, со таа песна се умирало. Ќе забележите дека за Гоце Делчев се испеани најмногу песни. Нашиот народ само за него има испеано стотици песни и исто толку преданија. Гоце бил најпопуларната личност во нашето македонско револуционерно движење од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Со јасна мисла што имала и значење на програмско начело дека ослободувањето на Македонија лежи во внатрешно остание. Гоце бил човек со звезда, како што вели нашиот народ, или со денешен речник речено човек со харизма.
Секаде каде што ќе се појавил, ги освојувал симпатиите на народот. Можеме да речеме го наѓепсувал народот со својата појава. Имаме сведоштво за еден негов престој во егејскиот дел на Македонија во селото Гугово. Неговиот современик пишува дека таа вечер многу народ се собрал во црквата каде што била закажана средбата. Луѓето со нетрпение и со напрегнато молчење чекале да проговори човекот за кого слушале легенди. И со првиот збор браќа, кој што го изговараше, како што вели неговиот современик, со пленувачка и само нему својствена насмевка, само со тој збор тие веќе беа заробени во неговата магија. Гласот на проповедникот удираше во црковните ѕидови и се враќаше право во срцата на луѓето. Тоа го пишува сведокот на овој настан. Ете, тоа бил Гоце, ете, затоа за него се пее повеќе од еден век и уште долго ќе се пее, додека не има нас неговите потомци. Навистина, што може песната? Зошто пееме и кога се радуваме, кога сме весели, ама и кога сме тажни? Песната може да утеши, да поттикне, може да мобилизира, да создаде атмосфера, да го подигне расположението. Еден Гоцев современик вели дека еднаш кога запеале револуционерни песни, расположението на четата достигнала таков степен, што вели сите сакавме веднаш да сретнеме некоја турска потера, да започнеме борба и да ја победиме смртта, да ја презреме и да ја победиме смртта, како што не велеше Гоце Делчев. Но песната може и да прекори, може и да проколне. Низ песна народот ги колнел злосторниците, но и предавниците кои за жал ги имало доста. Останало забележано дека на Берлинскиот конгрес во 1878 година на соседните народи им било дадено право да формираат своји држави, а за Македонија било решено да остане во составот на Отоманската империја. Тогаш, како реакција на тој чин, била создадена песната во која се проколнува Европа, блудницата Вавилонска. Од врв Пирин планина очарен глас се случа. Македонија плаче. Проклета и 3 шклета да бидеш ти Европо, блуднице Вавилонска, крвнице македонска. Останало запишано дека автор на оваа песна бил стариот револуционер Раздолов или Дедо Раздолчо, како што го викале. И дека во 1884 година оваа песна била многу популарна во Битола и во Битолскиот вилајат. Што мислите, дали без причина било тоа? Јосиф Чешмеджиев, еден наш музичар, скопјанец по потекло, пред нешто помалку од 100 години укажуваше: ние македонците без песна не можеме. И ја сакаме, силно си ја сакаме родната песна како наша, блиска, разбирлива, како јазик кој говори за нашето минато, за нашето сегашно време и ја крие во себе си моралната и духовната моќ, потребни за утрешниот ден. Овој Чешмеджиев уште тогаш предупредуваше да ја чуваме и пееме нашата народна песна, зашто таа е сила и додека ја чуваме ќе живее силниот дух на нејзиниот творец народот. Дека песната не треба да се заборава ни сведочи Петар Манџуков, еден револуционер од скопското село Мирковци, внук на владиката Натанаил Кучевишки, познати како владика Охридски, во тоа време владика Пловдивски. Тој пишува дека еднаш кога се вратил од обиколка низ Македонија и кога Вујко му го видел такава селска облека, го запрашал каде бил. А кога овој му кажал дека со четата на Гоце цела година ја крстарал Македонија, дека бил во Серско, Драмско, Разлошко, Демирхисарско, Зилјаковско, а сега доаѓа од Неврокопско, Вујко му го запрашал: таму паметат ли? Го паметат ли Кресненското востание? Ја паметат ли автономна Македонија? На што Манџуков му одговорил: паметат и ја споменуваат често. Во Горно Броди, Серско ја пеат песната за Стојан војводата. Манџуков дата му сведочи: вењите на Вујко ми се подигнаа и тој проговори како да зборуваше за себе. Пеат, тоа е добро.
Ништо не е загубено што му се пее песната. Народот не ги заборава своите песни. Ете затоа и ние не треба да ги забораваме нашите песни. Во тие тешки времиња токму песната најповеќе го афирмирала македонското име. Тогаш името Македонија се јавува и како рефрен во песните. Црвено знаме ветре е Македонија, или во друга песна Оган го гори брезово Македонија, Јордан Пиперков Сардисан Македонија. Кон името на татковината во тоа време е изграден еден, би рекле, религиозен однос. За тоа име се живее, ама за него и се умира. Јас умирам за Македонија се пее во песните, или во други песни за генувањето на јунакот се опева како свршувачка или женитба за Македонија. Неговата мајка црно завиена, свадба ќе прави, сина ќе жени за Македонија. И натаму се создаваат песни за Гоце, и натаму се опејува македонското име, зашто тоа ни е оставено во наследство од нашите предци. Оние кои со својата саможртва ја презреа и ја победија смртта, кои на своето загинување гледаа како на женитба за татковината, за црна земја поробена, како што се пее во песните, ни оставија аманет да го чуваме и афирмираме тоа име. А нашата одговорност денес е иста како на тие генерации, зашто и денес во 21. век, во културна, демократска, ама и бюрократизирана Европа, ние мораме да докажуваме кои сме и колку ни значи тоа име. Ни се сугерира самите да си го смениме името, барем малку со додавки и придавки и со што ли уште не, барем малку да си го смениме идентитетот, колку да се обезличиме. Но мораме да имаме предвид дека нашето име не е само наше, односно не е само на оваа генерација, тоа име е и на оние што гинеле за него, а ние без тоа име ќе исчезнеме како да не сме постоеле. Затоа кон тоа име мораме да се однесуваме со почит и одговорност, исто така како што тоа го правеле нашите предци. Следната година фестивалот на новородолюбиви патриотски песни Гоце Фест ќе ги одбележи 25 години од самиот зародиш на истиот. Гоце Фест уште на почетокот си постави за цел да ја негува револуционерната песна и да ги одржува и афирмира револуционерниот дух на македонскиот народ. Таа своја задача извршуваше во изминатиот период на најдобар начин. До сега Гоце Фест на љубителите на родолюбивата песна им подари околу 700 патриотски песни, во кои се опејуваат значени настани и личности од македонската историја, Егеј, Пирин, убавините на Македонија, љубовта кон татковината и копнежот за родната грудка на печалбарите и македонците раселени насекаде во светот. Со Гоце Фест започнавме пред 25 години и вака кога го гледам овој собир, гледам дека многу од вас што сте сега присутни бевте и тогаш. Значи 1990 година во универзалната сала од една сосема случајна и спонтана идеја да нешто се случи во рамките на тогашната манифестација Песна за Гоце која ја организираше ансамбл или културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Скопје. Сметавме дека е потребно една вечер да посветиме и да испееме песни, бидејќи сето тоа претежно беше настапи на фолклорни ансамбли од Републиката па и странство. Сосема случајно, иако мислевме тоа да бидат веќе познати песни и еден список веќе беше срочен со тогашните првенци, би рекол, од Васка Илиева, Пјонче Христовски, Виолета Томовска и таа сега со нас, излезе дека зашто па да не бидат нови песни. Сите кои тогаш беа присутни се сеќаваат дека на брзина за 10 дена или 2 недели беа се собраа песни. Тарагунов е тука, кој беше и прв уметнички директор неколку години. Се сеќавам, се јавивме на Јонче, абе да не имаш некоја песна создадена патриотска, а не снимена до сега и не е си испеана. Како рече да имам колку да сакате. Продолживме така, се јавивме кај Копров, кај уште некои други, некои под кога разбраа сами ни се јавија, се собраа 20 песни и ги изведовме во универзалната сала во Скопје. Одзивот
и на публиката и на медиумите кои тогаш тоа го следеа, не поттикна да продолжиме и ете тоа да стане традиција, да се најдеме годинава, да речам во предвечерието на прославата 25 години Гоцефест. Натаму тргна секако што и денес трае, го распишуваме конкурсот, на огромно задоволство стигнува голем број песни, се прави селекција, некој пат се разбира можеме и да сгрешиме, не претендираме дека сите песни секој пат ќе бидат хитови, но сепак можеме да се пофалиме дека Гоцефест остави зад себе во изминативе 24 години околу 700 песни, сите снимени, што за продукцијата на Македонската радио телевизија и во студиото М3, што во разни други приватни студија, но сепак тие 700 песни, може би сега не толку неуверени сме дека во иднина ќе добиваат се повеќе на значење. Фестивалите се некој континуитет на нашата традиција. Ако фестивалите треба да звучат како што звучи нашата староградска изворна песна, тогаш овој фестивал е сигурно најблиску до тоа. Овој фестивал сите овие години го има тој наш македонски милост и тоа од сите наши етнички региони. И од Скопско, и од Охридско, и од Егејско, и од Пиринско. Со сите тие карактеристики што се ги носи тој мелопоетски израз. Овој фестивал не ни прикажува само мелопоетски изрази од нашата култура, нели континуитет од нашата култура. Овој фестивал ни прикажува и многу други елементи од нашата култура. Овој фестивал може да се видат и кореографии, може да се видат кореографии од наши најзначајни ора, нели? Може да се видат сите носи од сите етнички региони. Инструментариумот исто така од најизворните, од гајдата, од кавалот, од шупелката, од сите наши изворни инструменти, па типични чалгиски, нели, со таков милост, како што беше нели на Круме, со канони, со утови, па се до еден голем народен оркестар кој сите овие години нели е стожер на фестивалот. Значи, главна карактеристика на Гоцефест и основна карактеристика е покрај нели тематски да ја опева нашата историја, е да го задржи оној наш традиционален милост. Од нели почетоците за она ние што имаме сознание, а се нели до денес. Навистина да се учествува на овој реномиран македонски родолюбив фестивал Гоцефест, кој веќе наближува кон својот јубилеј 25 години, представува навистина голема чест и задоволство, голем предизвик, но истовремено одговорност. Сметам дека Гоцефест сите овие години наназад представува една своевидна македонска музичка историска енциклопедија и се надевам дека преку повеќето музички рефрени, преку пред се темите и текстовите, младите идни генерации ќе научат многу повеќе за нашата многувековна историја. Ова наше присуство овде истовремено представува поддршка и поттик за организаторот на овој фестивал да не собери на 30 и 40 години од неговото постоење и се надевам идните песни кои што ќе ги твориме ќе бидат со еден многу пооптимистички дух за сето она што Македонија позитивно би ја очекувала во иднината. Македонија продолжува во иднината, продолжува и Гоцефест. Да им посакаме да создават уште многу песни преку кои ќе ги славиме Гоце, Јане, Никола и другите херои од Илинден, но и од другите тегобини периоди од нашата древна историја. Како што ќе каже Марко Китевски, треба почесто да се сеќаваме на нив, за да не заборавиме кои сме и што сме.